еден човек не може да биде среќен, не може да живее безгрижен живот, да има смирено срце доколку не верува во Бог, во Аллах Джелешан. Да бидеме на чисто, најасно што значи тоа вистинска среќа, вистински среќен живот, првенствено верувањето. Верувањето е првата, да кажеме, точка од каде што се поаѓа секој оној кој што сака, има желба да овој живот го помине, да кажеме, во едно безгрижно, а знаеме дека е краток овој живот овде, на тој што прави добри дела. Вели нашиот Господар, создателот на сите нас, без разлика дали било тоа било машко или било жена. А тој во исто време е верник. Е верник. Тој што гледаме, прави добри дела и е верник. Тука јасно ни дава Господарот на сите светови дека среќата, убавиот живот се дава од страна на Него возвишениот. Ние не можеме нити да очекуваме дека ние со некои наши, да кажеме, филозофии, со некои наши, можеби практични некои размислувања да дојдеме до вистинската среќа. Треба да биде квалитетно, да биде ефикасно. Сето тоа што ако ќе го направиш многу добро, многу квалитетно, многу ефикасно, ќе добиеш уште повеќе од тоа. Наградата нема да биде иста, ќе биде уште поубава од тоа што си го прави. Не значи тоа дека јас, ако имам желба, ако тоа го кажувам, го зборам цело време, ако не работам на тоа или не го докажувам тоа со дела, тоа е само празна приказна, нели? И еве го финалниот дел од хадисот или говорот, ова му следува само на тој што е верник. Пак те мотивира да бидеш од оваа група. Пак им дадеш нешто малце кое што ние го дефинираме како малце, ама таа среќа која се случува на лицата нивни, таа озареност, некогаш, еве јас лично можам да кажем, станувам љубоморен. Бисмиллахир-рахманир-рахим, во името на Аллах, се милостиот, милостивиот. Почитувани гледачи, вие што го следите подкастот Диван, вечерва гостин ќе ни биде почитуваниот оџа Јасмин Ефендија Мујовиќ, на кого му изразуваме и искажуваме добре дојде во нашата емисија, во нашиот подкаст. Уште подобро е. Со нас исто така вечерва е и почитуваниот Фатмир Ковачи, стоматологот, кој што ќе ја збогати нашата дискусија. Вечерва одбрав една тема за која што сметам дека е многу важна. Особено ако се земе предвид дека живееме во едно време кога психичките проблеми, стресот, депресијата, нападите на анксиозност се реалност за голем број на луѓе кои што живеат во оваа наша убава држава Република Македонија. Ќе зборуваме за една книга која што заедно со Фатмир ја преведовме од арапски, која книга е дело на почитуваниот шејх Абдурахман ибн Насир ес-Саади, Аллах нека му се смилува. Пошто е познат ес-Саади, познат по тоа што тој е авторот на еден од најпознатите тефсири, современи тефсири, коментари на Куранот, но исто така тој е познат и по тоа што е бил учител на нашиот познат шејх, нашиот учител, од кого научивме многу и од кого продолжуваме да учиме, а тоа е шејхот Ибн Утајмин рахимахуллах. Аллах нека му се смилува и нему. Книгата за која што ќе зборуваме вечерва има насловот Корисни совети за среќен живот. И можете да ја најдете на платформата на islamhouse.com, каде што имаме некаде околу 20 книги на македонски јазик. Јас се обидов да во најскоро време и на Белик. Значи, да, на нашиот сајт belik.mk. Belik.mk. Најпрви, значи, ќе направиме едно онлайн издание, виртуелно издание, а потоа ќе испечатиме, иншалла. Ќе видите, почитувани гледачи, дека навистина вреди ова едно дел како ова да се има во поседување, да се чита и да се спроведе, да се аплицира во животот. Причината зашто шејхот Саади ја напишал оваа книга била таа што еднаш при едно негово патување надвор од Саудиска Арабија за лекување отишол во Либан. И во Либан таму тој
бил во болница неколку дена и во текот на тој негов престој ја видел книгата на Дейл Карнеги, која што вели не очајувај или како да престанете да се грижите и да почнете да живеете. Значи, оваа книга ја видел, ја прочитал и му се допаднала. Ова книга, Дейл Карнеги, зборува за тоа како луѓето да ги отстранат од нивните животи, грижите, проблемите, стресовите и како навистина да почнат да живеат еден живот во кој што ќе уживаат. Но она што го забележал шејхот кога се вратил во Саудиска Арабија, рекол дека таа книга многу корисна и многу добра книга, но и недостасува исламскиот елемент. И затоа тој ја напишал оваа книга, која што вечера ќе ја презентираме со почитуваниот Оџа Јасмин, во која што спомнал неколку правила кои што или совети кои што ќе ни користат за тоа да живееме среќен живот, да ги оддалечиме проблемите, грижите, нелагодностите од нашите животи и како да дојдеме на тој степен да навистина да уживаме во нашиот живот. Ова беше еден вовед, само за да знаеме зашто ќе зборуваме вечерва. И сега би сакал заедно со нашиот почитуван гостин, Оџата Јасмин, да почнеме со спомнување неколку од тие совети кои што ги спомнува шејхот Саади во неговата книга. Јасмин, дојде твоето време. Дојде мојот момент. Вели на почетокот на оваа книга, јас ќе прочитам, па потоа ти ќе елаборираш околу тоа. Вели темелот на сите причини, најголемата причина и суштината на постигнувањето на среќниот живот е во верувањето и во чинењето добри дела. Што вели во ова правило? Дека човекот не може да биде среќен според исламскиот светоназор, начинот како гледаме на светот. Еден човек не може да биде среќен, не може да живее безгрижен живот, да има смирено срце, доколку не верува во Бог, во Аллах Джелешану и доколку не се труди да направи што е можно повеќе добри дела. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Вассалату вассаламу ала набиина Мухаммедин ва ала алихи ва сахбихи аџмаин. Додека ве слушав за воведот, шејхот сетнал книга која прочитал, му била мотивација да напише нешто што ќе метне, да кажеме, тој исламски карактер или тој елемент кој од претходниот автор и фалел. Ќе вдахне, да. И тука гледаме дека нашиот почитуван шејх Саади веднаш кога го направил во првото поглавје и да бидеме на чисто, најасно што значи тоа вистинска среќа, вистински среќен живот и првенствено верувањето. Верувањето е првата, да кажеме, точка од каде што се поаѓа секој оној кој што сака, има желба да овој живот го помине, да кажеме, во едно безгрижно, а знаеме дека е краток овој живот овде, знаеме дека има ограничување временски, ние мислиме дека 50, 60, 70 години од оваа временска дистанца со некои 30 нешто години, тоа се многу. Ама како идат годините, гледаме дека тоа е на вистина еден краток период, но тоа баш верување ќе ни каже една друга работа. А тоа е дека ние не постоиме за тие 50, 60, 70 години. Туку, ако живееме среќно на овој живот овде, нашата вечност ќе биде среќна. Ако овде се патиме, односно го немаме тој елемент верски на верување. Сакаш да кажеш дека човекот кој што не верува и кој што не го збогатува према авторот, а и према наше убедување, дека ние сме својот живот со добри дела, тој не може да биде среќен на овој свет. Пред се тоа верување во единиот Бог, а и чинењето на добрите дела како прво поглавје, и нели го имаме еве и ајетот, цитатот од Куранот. Мен амиле салихан мин закирин ау унса. На тој што прави добри дела. Вели нашиот Господар, создателот на сите нас, без разлика дали било тоа маж, било машко или било жена. Да. Значи сите категории се опфатени со овој ајет. И вели вахува муъмин, а тој во исто време
И верник. Е верник. Тој што гледаме прави добри дела и е верник. Верува во Господарот на сите светови. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا. И ние што ќе му дадеме. Тука јасно ни дава Господарот на сите светови дека среќата, убавиот живот се дава од страна на Него возвишениот. И без тоа без тој елемент на верување во Господ, Бог еден Аллах, вистинскиот создател, ние не можеме нити да очекуваме дека ние со некои наши, да кажеме, филозофии, со некои наши, можеби практични некои размислувања да дојдеме до вистинската среќа. До среќа, да, тоа можеби понатака ќе видиме каде имаме некои практични совети или практични работи кои што луѓето ги прават и доаѓа до некоја среќа, ама до вистинската среќа и вистинскиот целокупен, да кажеме, живот е баш лежи во ова. Да го бараме, да ја бараме таа среќа од нашиот Господар, затоа што таа само припаѓа и таа е кај Него. وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. И вели, и навистина ќе ги наградиме со подобро од што го правеле. Значи, Аллах Џелешану автоматски ја зголемува наградата за нашето добро дело. Не само тоа што ќе тука се барат добри дела. Делата кои што ќе бидат квалитетно добри, кои што пред се, нели, го имаме тоа дело кој што мораме да го правиме и го чиниме таа релација измеѓу нас и Бога. Тоа се тие ритуали кои што ги имаме како обврска, а понатаму и према другите, према останатите, дали биле тоа муслимани, верници или не биле муслимани, неверници, или неверници, така можеме да кажеме. Тука ни се ветува тоа што го правиш, ако го правиш, мора да биде добро. Не може да биде што сакаш да правиш. Треба да биде квалитетно, да биде ефикасно. Сето тоа што ако ќе го направиш многу добро, многу квалитетно, многу ефикасно, ќе добиеш уште повише од тоа. Наградата нема да биде иста. Ќе биде уште поубава од тоа што си го правил. Така да, овде гледаме и едно ветување од страна на нашиот Господар, дека ако ги почитуваме овие две правила, и како авторот што го кажа во поглавието, бидеме од тие што веруваат во Бога и бидеме тие кои што ќе прават добри дела, ќе ни се даде тој убав живот уште на овој свет овде, а за оној таму веќе некако и фокусот е на тој убав живот, живот кој што е без грижи, без маки, без патења и така натаму. Во исламската теологија и да кажеме во исламското верување, теухидот или акаидот или акидето како некои го нарекуваат, иманот, верувањето е дефинирано како говор со јазик, верување со срце и практикување со дела. Овде Аллах Џелешану ги спомнува делата, па потоа го спомнува верувањето. Иако за еден верник е доста јасно или нема сомнеш во тоа, тврдење дека иманот ги содржи и нашите дела. Еден од внуците на шејхот, кој што ја коментираше оваа книга, не рече дека причината зошто Аллах Џелешану ги спомнува делата заедно со верувањето е за да се вреже во совеста, во разумот, умот на луѓето, дека иманот е ништо без дела. Значи, тој иман не може да се нарече иман доколку е без дела. И дека човекот кој што верува и чини добри дела, како што вели авторот, ги има основите и темелите од кои што зависи неговата радост и среќа, но исто така зависи и неговата грижа, вознемиреност, тага и страв. Што мислите за ова, што го рековме, дека делата се многу битен елемент? Го велам ова со цел за да нашите гледачи разберат она што ние го говориме често пати, дека верувањето без дела не е потполно. Дури, според некои, не постои. Да. Затоа што една куќа без столбови не може да се одржи. Не може да биде да обстои.
Ние знаеме дека акаидот или тоа да кажеме таа тематика која е нели почетокот, средината и крајот на нашата вера е најбитен детал, ама не и единствен. И внатре во самиот акаидот е тоа натрешното верување. Натрешното. Сега како доаѓаме до информации дека еден човек е од тие што веруваат, нели ни го кажува со зборови, со јазик. Сега ние можеме да збориме до утре дека сме ние верници. Можеме да збориме до утре колку ние сме добри. Можеме да збориме до утре колку ние сакаме среќен живот да живееме. Колку ние им чиниме добро на останатите, на поинаквите од нас. Да збориме, ама делата се тие кои што е таа вага измеѓу тоа дали ти тоа го збориш само причам ти причу, или ти на вистина тоа го докажеш. Ти раскажам, не, за Моравсковски, се извинјавам. Значи, ќе дојде моментот делото или да те верифицира во друштвото, во таа заедница, во општеството во кое ти делуваш, нели, и тука се ротираш околу нив, а и на самиот себе си, а пред се. Нели, верувањето е да му се докаже на кого? На нашиот Господар. Тој ти вели, ти верувај во мене, ама докажи го тоа со дела. Најубавиот момент докажување со дела е намазот, нели, молитвата која што ја правиме 5 пати. Јас често знам на моите предавања во џамијата да спомнам еден интересен детал, вака поврзано со ова, можеби е банален пример, ама ете да го доближиме, нели, тој момент. Можеме ние да збориме до утре дека сме играчи на Барселона, дури да купиме дрес на Барселона. Зашто баш Барселона? Па еве, може и Реал Мадрид или небитно, не гледам фудбал, така да често слушам меѓу младите. Ако не е Реал, јас сум Барселона. Така. Добро, еве ќе најдеме некој неутрален. Да имат проблем. Ќе земе некој друг клуб, Манчестер Юнајтед. Добро, Барселона. Ја Барселона зашто ја слушам вака низ младите. Ја спомнувам, можеме до утре да збориме дека ние сме навивачи или не знам играчи и да купиме дори дрес и да го облечеме. А дали ние идеме на тие тренинзи каде што идат вистинските играчи на Барселона? Дали тоа им користи на нив? Тоа што ние дали го докажува тоа? Се радуваме или тагуваме? Не, тоа е друг момент, тоа е најспоредната работа, нели, како што некои го велате, за мене не е лично. Има многу други попаметни работи, се чуам, да. Не може и побитни, нормално попаметни работи. Невитно, сакам да кажам, не значи тоа дека јас, ако имам желба, ако тоа го кажувам, го зборам цело време, ако не работам на тоа или не го докажувам тоа со дела, тоа е само празна приказна, нели? И исто така и ова, ако го сведеме на тоа, значи можеме да зборуваме јас верувам, или јас сакам среќен живот, или јас сум тој што сакам да правам дело. Добро, кога ќе почнеш? Кога пред се ќе му покажеш и докажеш на твојот Господар дека си од тие што веруваат, дека си од тие што прават добри дела, и затоа мислам дека потенцирањето или фокусот кој што Господарот на сите светови овде ни го истакнува дека добрите дела се доказот дека ти си на вистина тоа или ги докажуваш тие твои зборови, твои убедувања и верувања. Има некои луѓе кои што своето верување го условуваат. Велат, ако сум добро, ако сум здрав, ако имам деца, имам богатство, немам никаква болест, имам добар дом, широк, просан дом, комфорт зона. Значи добар автомобил, тогаш и може да размислам да го обожувам Господар. Но ако ми се случи некоја несреќа, тогаш првиот кога ќе го обвинам, хаша вакедла, тоа не е став на верниците, ќе го обвинам нашиот Господар, Аллах субхана таала, зошто ме стави на искушение со оваа работа. Во книгата автор спомнува еден хадис на Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем. Прво. Би сакал да го цитирам, што не дека не сме. Ја реков да не го заборави. Не, таван работа баш и хадисот е додека нели го спремавме и подкастот. Еве ја ќе го цитирам, значи буквално е убаво и преведен. Машала до преводувачите и вели нашиот последен Божи пратеник Мухамед алейхи салату васелам, нека е Аллахове благослов и мир над него, тоа значи салаллаху алейхи васелам, вели прекрасен е примерот на верникот.
прекрасен. Колку прекрасен збор е искористен. Тој секогаш е добитник. Сега, вака кога ќе слушнеме вакви зборови, колку мотивација има во овие зборови, колку те мотивира да бидеш од тоа... Се спомнуваат кога доживуваат убави нешта и кога доживуваат... Да, тоа ќе дојдеме само, идеме дел по дел, да ја видиме таа мотивација, да ја видиме суштината на овие големи зборови. Тој е секогаш добитник. Сега, ако сакаш да си од тие победниците, бујрум во ова... Вин-вин, да. Значи, ако не си, значи не си во оваа скупина, можеме да кажеме. Скупина, можеме македонски. Не си во оваа група, а? Група, ајде. Значи, автоматски те мотивира да бидеш дел од оваа група, односно да бидеш верник. Понатака, кога ќе му се случи нешто добро, ќе искаже благодарност. Ќе каже, елхамдулилlah. Му заблагодарувам на Аллах субхану ва таала и тоа ќе биде, вели Расул саллаллаху алейхи ва салем, за него добивка. Ако го снајде некоја несреќа, еве го деталот со искушенијата, со тагата, со болката, со излагање од таа комфорт зона, ајде со некои помодерни зборови, сега му се случило, па ќе искаже трпеливост, ќе искаже, нели она што го велиме ние во нашите редови, сабор, ќе има сабор за тоа, ќе има трпение. И така повторно, што ќе биде добитник. И еве го финалниот дел од хадисот или говорот, ова му следува само на тој што е верник. Пак те мотивира да бидеш од оваа група. Пак, значи, ако сакаш таа... Секогаш си во добитна ситуација. Секогаш си шампион. Да, секогаш си шампион. Тогаш ќе да има само 15 Champions League, ќе имаш колку? Не, ова е вечно, сега не прекинува. Колку години си живеел како верник и се тоа. Да, овој хадис што ни потврдува дека верникот е секогаш добитник, секогаш е шампион, секогаш е тој што нема ситуација кој што ќе го направи да е губитник. Значи, кога имаш некоја убава работа ти се случува. Значи, она што би сакал да го потенцирам дека сите овие придобивки Аллах Џелешану ги спомнува и ги условува со тоа доколку човекот е верник. Кога е верник, тој правилно реагира и кога има некоја благодат, некоја добро дело, нешто добро му се случило. Значи, и кога зборуваме добро, лошо, среќа или несреќа, тоа е многу субјективна. Да. Затоа што на нас нешто може да ни се чини дека е лошо по нас или штетно по нас, а во тоа да има многу хајр, како што вели Аллах Џелешану кога зборува за сопружниците, дека да не избрзуваат со развод, па потоа вели وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. Може да се случи вие нешто да не го сакате, да го мразите, Аллах баш токму од тоа да даде многу хајр, многу добра кои што доаѓаат од нашиот Господ Аллах субхану ва таала. Тоа е многу важен елемент, дека ваква реакција се очекува и ваква реакција прави само еден човек кој што е верник. Многу е битен тој прв момент. Да, тој е. Таа прва реакција која што секако да. Ја дава човекот кој што е искушан. Значи, нели и психолозите и психијатрите кои ни дават совет на anger management или за менаџирање со разни ситуации, нели акцентот го фрлаат на првиот момент, како ќе реагираш. Са ние како верници го имаме таа привилегија, што ние имаме златен почеток, со тоа што ние се помируваме со тоа што ни се случило. Значи, велиме дека тоа не можело да не заобиколи, да не одмине. Нели? И буквално се покоруваме на таа ситуација и се смируваме. И потоа оди следната фаза. Трпението има неколку степени, може би ќе може да не. Значи, првиот степен е трпение, ние се воздржуваме од негативна реакција. Вториот степен е повисокиот, кога ние сме задоволни со Аллаховата одредба, велиме тоа ни е дадено од Аллах Џелешану. А третата и највисоката е кога ние му се заблагодаруваме на Аллах Џелешану, дури за она што го сметаме како нешто, како некој вид на потешкотија, како некој вид на несреќа која што ни се случила.
Еден момент кој кажавте во врска дека тоа е субјективна работа и секој од нас можеби среќата ја доживува, ја дефинира поинаку, нели од поединец до поединец. Често пати можеме да видиме кај луѓето кои што ете Алла им го отворил дуњалукот или овој свет, да кажеме, во тој дел на големи благодати да ги поседуваат. Често им се случуваат убави работи, квалитетно убави работи, ама господарот од претходниот ајет, првиот ајет, да не им даде среќа. Да не може тоа да го доживаат среќно. Колку пати често можеме да отидеме некои да кажеме ајде по рурални места и во нашата држава, наша да кажеме во наш двор да гледаме, да не идеме во други држави, каде што имаме загрозени места, каде што ќе отидеш можеби хуманитарно тука да нешто помогнеш, па ќе им дадеш нешто малце кое што ние го дефинираме како малце, ама таа среќа која се случува на лицата нивни, таа озареност, може да кажеме озареност. Да. Некогаш, еве јас лично можам да кажем, станувам љубоморен. Зашто ја ова чувство го немам? Зашто ја не сум и автоматски кроз тие некои примери, низ тие примери каде што баш од таа некоја субјективно дефинирање на среќата ние се губиме. Ќе го спомнам да, мислам дека понатака, ама ете ми да се надолу. Ќе спомнам баш една од значи формулите кои што ни помагаат да се соочиме со некоја потешка ситуација е секогаш гледајте ги тие што се под вас од аспект на благодати и ќе видите дека колку ние сме одликувани од другите. Може толку тој момент кога ние имаме толку многу работи, како што рече еден шејх од Косово, отишол во Нигер и вели дека не можам да ја споредам нашата ситуација со ситуацијата на овие луѓе во Нигер, во Африка. Вика, ние кога ќе го отвориме нашиот фрижидер, гледаме многу видови на јадење и чувствуваме или преживуваме дилема кој што да земам сега да јадам. Додека кај нив нема ниту фрижидер, нема ниту чешма за да се напијат вода. Значи живеат или во шатори или во тие кукички направени од слама, од трска. Но сепак вели на нивните лица се гледа таа озареност, таа среќа и таа радост која што извира од каде? Извира од тоа што го спомнавме како прв услов. Од иман, од верувањето и од добрите дела. Сопа ние некогаш дозволуваме овие луксузни работи кои што ги поседуваме да го замаглат нашиот вид и да почнеме малку да стануваме пребирливи, па ова не ми се допаѓа, тоа не ми се допаѓа. Додека ја забораваме есенцијата. Гледав едно видео во Африка и јадат скакулци. Скакулци се уште се живи. Ги јадат, на нивите лица гледаш уживање и се прашаш себе дали би може ние на нашите деца тоа чувство да се вика на арапски канаа, значи да биде задоволен со тоа што Аллах џелешано ти го дал. За жал јас сметам дека ние дали под време на тој социјален притисок кој што е околу нас, често пати поставаме повисока цел и повеќе сме пребирливи и не знаеме да ги цениме работите кои што ги поседуваме. А никој освен Аллах не знае уште колку ќе ги поседуваме. Секој ден слушаме млади луѓе умираат, се преселуваат на подобриот и поубавиот свет. Како за кој? И дури, Како за кој? Како за кој, да. Додека ние за верниците знаеме дека тоа е за верниците е поубав свет. Вел ахирето хајру леке минен ула. Ахирето за тебе подобро од овој свет. Тоа многу интересно. Шејх Јасмин, во оваа книга шејхот спомнува 3 работи со кои што човекот се соочува во текот на неговиот живот. Тоа се работи кои што предизвикуваат среќа, работи кои што или случаи кои што предизвикуваат тага и работи кои што предизвикуваат грижа и страв.
Значи, со сите овие случаи во текот на нашиот живот, како имано што не подготвува да реагираме како што треба, нема нешто што. И кога сме среќни, знаеме да го изменажираме тоа. И кога сме тажни, знаеме да го изменажираме. И кога се плашиме, кога имаме страв, да сме анксиознота не е случајно. Бидејќи луѓето денеска се толку под притисок од различни фактори, така што секојдневно се зголема нивната анксиозност. Не знаат што ги очекува утре. Еве кај нас во наше време се зборува дека уште малку или веќе е почната третата светска војна, уште малце па ќе почнат да ги користат и нуклеарните бомби. Се тоа создава страв. Притисок. Додека за верникот не е стравот фокусиран во стравот смртта или од стравот некоја тешка болест. Стравот е фокусиран од тоа како ќе поминеме на денот кога ќе полагаме сметка пред нашиот Господар. Тоа е, па кога ќе положиме тоа, ќе Да. понатака ќе биде полесно. Се сложуваш со ова тврдење дека верувањето ни овозможува сите овие работи да ги Да, еве сега менаџираме на најдобар и најисправен кога начин. кажуваме верување, што значи тоа верување? Ајде вака малце со по некои прости зборови, да кажеме да го доближиме пред се, каде тоа е, кај е тој извор кој што нам ни дава таква смиреност, кога сите или останатите се, да кажеме, во тој немир, во таа грижа, во таа анксиозност, тој страв, дали е вештачки, дали е реален или не е реален, пред се е запознавањето со нашиот Господар. Тоа е прва работа. Ти кога ќе го знаеш својот Господар, дека те известил во Куранот, кој е, што е, како действува, што сака од тебе, што бара од тебе, што се очекува од тебе, автоматски ти тука си смирен. Ова е најубавата работа која што да. Втора работа која што е и текако многу битна е нели тој шести дел да се помириш со сите случувања што се случуваат во твојот живот. Дали ти е биле внатрешен или надворешен фактор, што ја ти се случи? Било каква грижа да дојде, било каква да кажеме, ти тоа го абсорбираш или го доживуваш на еден многу по-смирен начин. Зошто? Затоа што претходниот, односно нашиот создател, доаѓа тоа. Не доаѓа од никој друг. Одредбата не доаѓа од никој друг и никој не може да влијае на неа освен тој ако не сака поинаку нешто да се случи. И мислам дека тука изворот на тоа верување што цело време го спомнуваме е баш, иако имаме нели 6 елементи на верување на иманските, нели, како кажуваме шартови, рукнови или како и да е, го имаме тој детал. Мислам дека кога ќе се запознаеме со нашиот Господар, што заправо сака, што очекува од нас, што се бара од нас, што бара он од нас, како ние треба да го проживееме овој и како краток живот и ни се дава за замена, нели видовме во почетниот ајд, уште поубаво ќе ви се даде. Го правиш нештото едно добро дело го правиш или во серијал, да кажеме онака ги правиш тие добри дела, ќе ти се даде уште многу поубаво. Најдобар може начин ќе бидеш награден за тоа што си го работи. Значи, не можеш ни да замислиш колку ќе бидеш, колку ќе ти се возврати за направеното добро. Така да, ова исто така со овој елемент на верување на каде се смирува верникот, зошто да кажам елхамдулилlah кога ми убаво и зошто да кажам елхамдулилlah кога ми е лошо. Е баш ова, задоволството со одредбата. Било дали е добро или било лошо. Моментот, нели, често пати ние некој лошо, што е во суштина лошо, го рачунаме или го доживуваме како лошо, а на крај гледаме дека е многу ни било корисно. И тоа е тоа, нели, дека вие нешто го мразите или не го сакате, не го гледате како добро, ала Тоа ќе е многу добро. ќе да е многу добро. И обратно. И обратното. Да, Во може Сурабека, да ви изгледа добро. Нешто што е убаво. Ние мислиме дека добро е да му дадам на син ми кој наполни 18 години најбрз автомобил. Ама после месец дена син ми го ставаме во ковчег. Убаво да има 100.000 евра кола, да му подариме за 18 роден. Убава ли е работа? Убаво е. Ама дали е корисно? Да. Најчесто не. Има примери, част изузеци има што викаме, каде што
убави примери имаме, ама дали е корисно? Слушаме, не знам, му платил на синот школување во таа и таа држава, сину кога се вратил катастрофа. Ни школува, нити завршил, нити ова, нити оно. Гледаме некои убави работи кои што се, да кажеме, надворешно убави, не биле хајр за нив. И најубавиот дел од тајотот, Аллах знае, вие не знаете. Тоа е да кажеме, најубавиот дел од тајотот каде што дека треба да бараме. Да Аллах ни ја покаже вистината како вистина или убавото како убаво, а лошото како лошо. Нели, често пати ние можеме да погледаме кај луѓе кои што му грешат на Аллах субхану ва таала, убави работи, колку убаво живеат, некои, не знам, куки, станови, авиони, камиони и така натаму, а заправо тоа е многу лоша работа. Значи, концептот среќа е многу различен кај тие што веруваат и кај тие што не веруваат. Да. Човекот кој што е верник може да биде задоволен со многу помалку. Додека тој што е неверник можеби никогаш нема да биде задоволен со тоа што го поседува. Никогаш нема да му биде доволно. Секогаш ќе размислува колку што е множно повеќе. Иако реално тој не може да ужива во сето тоа негово богатство кое што го поседува. Дали може вака да дефинираме еве нашиот подкаст и зошто се овие теми отворени, еве века сега како колега ве прашувам, заеднички да дефинираме. Често пати нели во работа со нашите верници, со нашите џематли, како ние сакаме да ги наречеме, браќа, нели ние знаеме дека луѓето не се на исти степен на верување, не се на исти степен на познавање на работите, па мислам дека е целта да се упати кон пред се верниците, кои што можеби помалце ги разбираат овие работи, често знаеме да кажем, да видиме, да препознаеме меѓу нашите редови луѓе кога ќе им се случат некои вакви мусибети или вакви искушенија, да не изреагираат баш вернички. Значи, мотивацијата од овој подкаст и од ова, да кажеме, наше дружење треба да биде упатено пред се кон нив. И кон тие што претендираат дека се верници. Да бидат во вистинската смисла на зборот верници. Значи, а и пред се за нас, некогаш и ние се забораваме, ние некогаш и со лик и со дело. Да. Не само со лик да бидеме верници, дека со дела да бидеме повеќе слични на тие кои што не веруваат во Аллах. Значи оваа прва точка беше многу важна и секогаш муслиманите и учените кога зборуваат за факторот среќа и за причината за среќата и за среќниот живот, го спомнуваат верувањето. Втората работа што шејхот ја спомнува е да се трудиме што е можно повеќе да бидеме доброчинители кон луѓето, со говор, со дела и со различни форми на доброчинство. Дали може малце да елаборираме оваа втора точка? Добро, може секако. Само да видиме зашто редоследот во арапскиот дел и македонскиот дел изгледа не е ист. Добро. Зашто оде второ поглавје начин на настранување на неспокојот кој е резултат на нервното раствој. Ова е на 12-та страница. Добро. Освен 13-та, во која што се спомнува. Добро, овде нели авторот зема пак тој елемент верски го метнува во ова правило. Ако зборуваме за 13-та страница, така? На 12-та страница после аетот. Добро. Има повеќе начини за освојување на грижата, тагата и вознемиреноста, такви се добротворството со добри зборови и дела, како и други форми на доброчинство. Да. Добротворство со зборови. Ево, ја би можел неколку... Со зборови и со дела. Со дела, секако. Нели, кон останатите, вели нашиот Господар, ти советува, а советот ќе користи, на верниците. Пак е таа група, таа елита, можеме така да ја кажеме, која што е посебна кај нашиот Господар. Ти советувај, ама не секој советот ќе го земе, не секој советот ќе го прими, а камоли да работи по тој совет. Тоа ќе го примат само верниците. Тоа ќе го применат само верниците.
И ова е пак апел, јас морам да, иако нормално дека ќе мотивираме и сите останати со ова, е да меѓу нашите редови да го зајакнеме тој статус на верник или на верници, со тоа што она што е евидентно на теренот. Еве како Оџи, знаеме дека ако еден наш брат верник, кој што гласно, јасно и недвосмислено кажува и е убеден дека е верник, и ние сме убедени кон него, нели убавото мислење за другите, ама кога ќе дојде совет, да му дадеш, совет во инструкција, дека некоја работа не ја чини добро, или некоја друга работа може подобро, поефикасно да ја направи, или некоја друга работа треба да ја направи од ова или од таа друга страна. Истото важи за нас, како верски лица, мораме да бидеме отворени за совети, за тие зборови кои што на вистина кога ќе ги прифатиме тие зборови искрено и добронамерно, поготово луѓето кои што се добронамерни, искрени, а и стручни за тоа што не советуваат, дури некојаш и некоја конструктивна критика, ја мислам дека општеството и заедницата и еден џемат, една џамија и една, да кажеме, таа верска заедница, но ќе биде осудена само на успех. Како поединечно и така и Ке има само успех, ова осудена ги плаши луѓе. Добре, сега ја малце игра на зборови. Плаши малце осудена. Слушајте до крај, значи, моментот, значи, не е само 2-3-5 минути, туку до крај. Слушнал, недослушнал до крај, нели како беше. Значи, ова е моментот каде што добротворството со зборови, некојаш еден совет, една утеха, еден насихат, еден совет, да кажеме, едно сослушување. Не мора ништо човека да ти каже, дојди само сослушај ме. Не треба ништо да ми кажеш, слушни ме, сега имам мака, само Да. и ќе ти каже, ала да ти олести, толку е. Некојаш тие совети, тие зборови се пресудни како ние ќе донесеме одлуки, како ние ќе ги доживееме работите, како ние ќе ги перципираме тие некои случувања околу нас, како ние понатака да се однесуваме кон таа појава, кон тој, да кажеме, детал. Затоа тој збор, тоа советување, тој насихат, тоа никако не сме да се потцени. Тоа никако не смееме да си дозволиме. Јас на вистина сум настав дека човекот е малоумник. Ако ја затвори таа врата, да не го советуваат, да не го прима советот. Ова може би е малце погрубо кажано и тоа важи пред се за мене. Ако јас не примам совет, ако видам дека може ми некоја техничка работа, помало од мене и да кажеме, не, ама во таа работа е поквалитетен или постручен, послушај го. Што тоа ти смета? А камоли... Мала, овие работи што ги спомнаш ти, например, на Запад се материализирани. Сакаш некој да те слуша до крај, ќе платиш. 2 сата, тоа чини $300-400. Пуцај, друже. Да. Сакаш некој да ти реши проблем, ќе платиш. Но во исламот тоа ние го правиме мотивирани од нашето верување. Значи, нашиот иман не тера колку што можеме да му помогнеме нашиот. Ние се надеваме на награда. И ние се надеваме, да, секако дека таа награда, Да. Значи, сепак постои. таа награда не е материализирана на овој свет. Не очекуваш, например, ако молестиш на некој брат муслиман или на сестра Не, муслиманка, против услуга не очекуваш. да, воопшто не очекуваш дека он тоа нешто материјално ќе ти го надокнади. Вели Божиот пратеник, лейсел васиу бил мукафија. Значи тој што ги одржува, тој што ги одржува врските семејните, ги чува семејните врски, не е оној што очекува компензација. Ти направив, ќе направиш. Не ти направив, нема да ја направиш. Ти дојдов, не ми дојде. Да. Не ти доаѓаш. Вели верникот е оној кој што го посетува тој што не го посетува него. И верникот е тој кој што му помага на тој кој што не му помага. Значи, проактивен е настапот и активноста на еден верник со цел за да ја добие Божјата Овде може награда. да го спомнеме случајот со потвората која била направена на Ајша радијалlahu. Така? Да, таа Не, како пример, нели која решил да. Ебу Бекр да не го помага, Значи, еден од најголемите тие што
помагач. клеветеле Аиша радијаллаху бил еден човек кога Ебу Бекр е таткото на Аиша. Да. Кој помагал. И потоа кога слушна дека тој е замешан во оваа работа, решил да не му помага повеќе. И тогаш му доаѓа. Замислете каква ситуација. Му доаѓа подсетување да Джешану и каже што му вели немој да го правиш тоа. Туку продолжи да го помагаш. Затоа што ти тоа го работиш. Не само некој што не ти помага да не го помагаш. Тоа го работиш затоа што очекуваш награда кај? Кај Аллах. Тоа ми беше за поента претка за тие пари. Ви овде сам да не го забравиме овој ајет, овде што вели дека собирите на мушриците. Вика во тие собири или тајни разговори нема многу добра. Освен кога повикуваат милостината да се дава, значи садаката да се дава, или добри дела да се прават, или пак мир помеѓу луѓето да се воспостави. Па потоа вели, а кој тоа го прави со желба за Аллаховото задоволство да го стекне, ние голема награда ќе му даде. Значи, Аллах вели дека ќе му даде голема награда на тој кој тоа што го прави со таа цел. Да не ми избега, морам да се надоврзам на интересен е деталот за ова што го спомнавме со случката со Аиша радијаллаху анха и Ебу Бекр радијаллаху и човекот кој што го ранел и го поддржувал таа финансиска смисла. Често забораваме основни работи. Често забораваме работи кои што секојдневно ги кажуваме, ама станале механички. Ние муслиманите, за гледачите кои што не се муслимани, секоја една работа, дали тоа е јадење, дали тоа е пиење, дали тоа е седнување, станување, не знам, влагање во куќа, надвор и така натаму, ние кажуваме еден збор, односно бисмилла, во името на Аллах или со името на Аллах. Механички го кажуваме тоа. А што би требало? Тука е фокусот, тука се вагата, тука е мерилото за сите наши дела. Дали тоа едно дело го работиме заради нашиот Господар или го работиме заради некој наш нефс или некоја наша некоја наша мотивација или фрустрација или вага кое што не. Значи и тоа е тоа поборување од Господарот, продолжи да го правиш тоа што си го правил во моето име. Немој тоа да го прекинуваш. А остај ти што како ќе биде со него. Тоа е работата на Господарот. Ова е тој детал кој што често пати ние ги забораваме некои основни работи, секојдневни работи, зашто го правиме? Ова е нели тој детал сакање некој во име на Аллах, работење некој во име на Аллах или нешто во име Аллах, така да не смееме да работиме дела, ние знаеме. Ако правиме добри дела, не збориме за лоши дела, збориме за квалитетно добри дела, ако не се заради Аллах и ако не се во името на Аллах, проблематични се. Во врска со ајетот, тука е кристално искажана правдата на Господарот на сите светови. И он не учи како ние треба да бидеме, следејќи го примерот на нашиот Господар, подучувањето. Може би они не се како нас. Може би тие се таму поинакви. Може би тие се и непријатели наши. А оно што се наоѓа при нив, што е квалитетно, добро, праведно, потенцира и го ни кажи. Наш него негира тоа. Него негира и тоа. Значи, ние често, ако некој може би не го сакаме или го мразиме, или не е непријател, или од другата страна, да кажеме, од нашите убедувања, верувања и така натаму, не. Комплет, X, он не чини, нема ништо хајр во него, или нема никаков квалитет. Не е тоа праксата на нашиот Господар и праксата на пратеникот. Значи, она што се наоѓа пред се, што е добро, потенцира го. Ево го гледаме. Значи, нивните тајни разговори, она што они се состануваат таму, што прават, освен тоа што чини. И што се кажува, кога се мотивира да се даде садака, да се даде да се помогне. Само да не го забавам. На претходната удба, што држав јас, зборував за тоа дека имавме и подкаст на албански, дека милосрдието, милостината, садаката е непресушен извор на добрини, а посебно на берикет. Може би денеска нешто што најмногу ни недостасува е тој берикет. Тоа добро од Бога, кое што не можеме да го изброиме, не можеме да го измериме материјално, но го чувствуваме. Много добро го чувствуваме. Го чувствуваме.
И А тој го берекет, немаме. извона, тој берекет е таа садака, Да. која што е резултат на довата, на молитвата на два мелека кои што се спуштаат на земјата и секој ден велат о Господар наш, дај му на тој што Дели. дели, уделува, компензирај го неговото богатство и дај му повеќе. Додека на тој што не уделува, што е скржав, на него немој да му дадеш или уништи го, дури се молат против тоа негово богатство. И во исламот, кога се зборува за сиромашните и тие кои што имаат потреба од помош, Аллах ги спомнува дека тие имаат удел во нашиот имот. Тие емуалихим хаккун ма'лум. Значи во нивниот имот има удел кој што е одреден, кој што не им припаѓа нив. Им припаѓа на тие кои што барат, сиромашните, вал махрум, тие кои што се сиромашни, но не се спуштаат на тоа ниво да бараат од другите. Тие се многу потешко да се најдат тие луѓе Да. кои што не бараат, не просат, а имаат потреба. Да, значи со вакво да кажеме елаборирање на темата кој што значи садака, давање милостина. Мислам дека ќе биде доволна мотивација преси за нас и ние да ова. Да. И она што беше од советите, дури нели ние бевме студенти во Светата Медина, имавме професори кај што ни велеа и не мотивира да даваме секој ден макар по еден реал. Макар по еден реал. Тоа е негде 15 дена прилика. Викам, зошто професоре? Вика, само да си ја научиш душата. Не раката, душата да си ја научиш. Значи, иманот, срцето да го научиш да дава. Зошто ова е битно? Затоа што нели познато е меѓу луѓето дека оџите се тие и поповите се тие кои што зимаат, кои што само зимаат а никако не даваат. Не, вика, вие треба да бидете генерации кои што ќе го направите спротивното. Треба да бидете оние кои што Ќе промените оваа реалност. да, фактичка состојба. Така да и секако, секогаш кога сум ги послушал советите, сум бил добитник, нели? Секогаш кога, нели, инсанот е тој што, човекот е тој што е заборавко, тој што заборава и некогаш ајде, паш има врска 10 денари. Дај 10 денари. Дај секој ден, ама нека дава, срцето нека дава, не раката, нема ништо да се осиромашиш. Само гледаш од други страни, значи сите тие кои што даваат, поготово нели главната садака е зекјата, нели. Ја значи има мој личен пример, например на десетици муслимани кои што ми дошли автоматски, вика не знам неколку дена господарот на сите свети ми вратил многу пати колку што јас таа главна садака зекјат која што ни ја фарснели строго врска да ја даваме. И нели гледаме овде и добри дела се спомнуваат. Значи не значи дека ние дека само луѓето денеска се советуваат повеќе за лоши дела, за гревови отколку Тоа колку. за добри дела. Добрите дела и Ако ова да размислуваме малце од гледна точка, од перспектива на неверниците, ако ова било присутно во нивните муабети, значи ова би trebalo да биде главна тема и во нашите муабети. да. Да наредуваме да се дава милостина, да наредуваме добри дела и да завладае мир, да ги мириме луѓето. Ова е исто така голем проблем. Луѓето наместо да го гаснат оганот на непријателството, тие додаваат уште повеќе бензин за да се распламти уште повеќе за да конфликтот. А тука стануваме шампиони. Тука сме шампиони, доживуваме значи виртуози, ако можеме да кажеме, не можеби директни, колку што со индиректни коментари. Остај га, ше има врска. Тој таков коментар може да ја разгори баш тој огин кој што субханаллах многу муслимани може да се осетат повредено, може еден твој коментар кој што воопшто ти не му ни даваш, не му придаваш значење, субханаллах ти го доведуваш една муслиманска душа да биде или небитно човечка душа да биде повредена. Со тоа што остај го ти него. Ја го знам. Не можеш така. Не, а ги гледаме какви биле ова. Кои што прават Видиш, што е ли Божиот пратеник? И ова е едно златно правило, кој што, за жал, луѓето
Вели, кој верува во Аллах и во судниот ден. Судниот ден е многу Интересна работа. битен момент, клучен момент во животот на секој човек. Значи, кој верува во Аллах, без овој услов нема спас на судниот ден. И во судниот ден, значи, знаеш дека еден ден вели нека зборува добро или нека молчи. Тој клуч кај нас е изгубен одамна. Осман Ебу Бекр станува на худба, на мимбер, значи држи говор и вели ако некој заслужува да биде затворен долго време, тоа е мојот јазик. Лекад еуредени ел меварид. Не знам колку пати ме довел во ситуација. Не објаснува, значи, во ситуација за која што се покајал, за која што Не треба да направи. Не треба да направи. А за жал, луѓето денеска има многу битен момент, извини што ти одзема од времето, дека луѓето кога би зборувале добро, кога би се советувале, кога би ги смирувале луѓето, значи би ширеле мир помеѓу луѓето, кога би ги помагале колку што можат, како би било тоа општество? Значи тоа не е некоја утопија. Тоа општество постоело. Да. Сложето со кој се зборувавме на подкастот на албански, спомнам ситуација да што се случи кога мухаџирите, мухаџири е македонски збор. Маџир мало. Маџир мало, да. Маџид. Тие што се преселиле. Кога дошле од Мека во Медина, што направиле енсариите, тие што ги дочекале? Го поделиле нивото богатство на половина. Бујро. Без и малку страв, без и малку нелагодност, без и малку стрес, без и малку... Тоа од каде извира тоа? Извира од тоа нивно верување и убеденост. Дека навистина ахиретот е подобар за нас. Хајрун вабка. И само за да... Јасмин, нема да има повеќе време. Не. Ке останеме и следната недела да продолжиме. Само би сакал да го завршам овој подкаст со една случка од генерацијата на табиините. Табиините се генерацијата после Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салам. После асхабите на Мухамед саллаллаху алейхи ва салам. Вели дека во нивно време бил еден човек кој со секој ден кога излегувал од дома, земал нешто во неговиот џеб за да го даде како милостина. И еден ден немал што да земе и земал еден кромит. И кога го виде, ми кажа, што правиш со овој кромит? Вика, зарем не гледаш дека и облеката ти ја извалка и миризбата не ти е баш убава? Тоа што рече, ги слушнав асхабите на Мухамед саллаллаху алейхи ва салам како што вели, како велат. Ar-rajulu fi dhilli sadaqatihi yawma la dhilla illa dhillu. Човекот ќе биде под сенката на неговата садака на денот кога нема да има друга сенка освен сенката на Аллах субхана ва таала. Значи, Аллах џелешану ти е возможува да имаш сенка на тој ден на кој што нема друга сенка, освен тие што Аллах џелешану ќе ги стави под неговиот арш. Ова е од худбата, така? Ова е од худбата, да. Така да, иншалла, ова е прекрасна книга и се надам дека нашите браќа и сестри и сите тие што ќе го следат овој подкаст ќе видат дека има многу важни елементи. За жал, во нашето поднебје повеќе се следат некои банални теми, некои личности кои што само шират неморал, псовки, навреди, некои так ги нарекуваат пранкс. Како да може пранкс да го преведеме? Као некои замки кои што им ги прават за да ги патат во необрана или како се вика? Ние знаеме дека по големината од човечкиот род е во Куран секој спомната во негативен контекст. Бел акثرهم لا يؤمنون. Значи на овој начин тие самите себе си го негираат разумот. И ако ние да им дадеме опција. Да видиме она глас на разум. На совест. Затоа ги повикувам сите да го проследат навистина во оваа емисија, во овој подкаст, кажавме многу корисни работи. Ги спомнавме двете причини.
Тоа се верувањето и добрите дела и да бидеме доброчинители кон сите луѓе со говор, со дела, со совети и со сите начини како може да им помогнеме на луѓето. Со тоа и самите ќе бидеме среќни, а исто така ќе предизвикаме среќа и кај другите луѓе. Јасмин Ефендија, се гледаме следната недела пак. Изра, Иншалла, ако Allah даде. ако Allah ни даде да И бидеме возможно. живи. Фатмир Ефендија, благодарам и тебе што вечера беше со нас. Почитувани, ова беше диван за оваа недела. Ме поздравувам. Еселаму алейкум ва рахметуллахи ва баракатух.